Денеска православната црква ги празнува преподобниот Ефрем Сирин, преподобниот Исак Сирин и преподобниот Паладий Пустиник Сириски. Преподобниот Ефрем Сирин роден е во Сирија од бедни родители во времето на царот Константин Велики. Својата рана младост ја поминал многу бурно, но наеднаш настанала пресврт во неговата душа и тој почнал целиот да гори со љубов кон Господа Исуса. Бил ученик на светиот Јаков Нисибиски. Од големата Божја благодат се леела мудрост од неговиот јазик како меден поток, а од очите непрестајно му течеле солзи. Трудолюбив како пчела, Ефрем непрестајно или пишувал книги или усно ги поучувал монасите во манастирот и народот во градот Едеса или пак самиот се предавал на молитва и на размислување. Многубројни се неговите книги, прекрасни со неговите молитви. Најпозната му е она од чесниот пост: Господи и владико на мојот живот. Кога сакале сосила да го земат за епископ, тој се направил безумен и почнал да трча низ градот Едеса, влечејќи ја по себе својата облека. Кога го виделе тоа, луѓето се откажале од намерата. Бил современик и пријател на светиот Василий Велики. Светиот Ефрем главно е апостол на покајанието. Неговите списи и денес омекнуваат многу срца закоравени од гревот и ги враќаат кон Христа. Се упокоил во длабока старост во 378 година. Елици во Христа крестисте ся во Христа облекосте ся.
Преподобниот Исак Сирин, роден е во Нинив и додека бил млад се подвизувал во манастирот Мар Матејски во близина на Нинив. Кога се прочул заради светоста на животот и многуте чуда, бил избран за епископ Нинивски и бил присилен да го прими тој чин. Но само по 5 месеци го оставил епископството и тајно се оддалечил во пустинскиот манастир Рабан Шабур. Составил многу дела од кои до нас дошле околу 100 беседи за духовниот живот и подвижништвото пишувани главно според собствените доживувања. Никој не му бил рамен како психолог и раководител во духовниот живот. Дури и видни светители, како што бил светиот Симеон Дивногорец, барале од него совет. Се упокоил во длабока старост во 7. век. Преподобниот Палади Пустиник Сириски, голем подвижник и чудотворец. Пред неговата келија осамнал еден труп на некој богат човек, кого разбойниците го ограбиле и го убиле. Кога Палади го однеле на суд, тој за да се спаси од бедата, се помолил на Бога и со молитвата го воскреснал покојникот. Се упокоил во 4. век. Поуки од светите оци. Човекот што ја познал мерата на својата немоќ, стигнал до состојба на совршено смирение и познавање на Бога. Зашто постојано поттикнуван кон благодарење на Бога, тој непрестајно постанува се побогат со божествени дарови. Срцето кое постојано благодари, постојано прима се поголема благодат. На благодата и претходи смирението, како што на искушението му претходи надменоста, гордоста. Ава Исак. Te